Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во 49-тото издание на Лото. Денеска ми е многу драго што ќе имам можност да се дружам со вас. Најчесто сум во женско друштво, но сега имаме и еден господин со нас. Добро вечер и за вас. Драго ми што ќе имаме можност да се дружиме, а и ќе усрекиме веројатно доста гледачи. Ќе видиме дали ќе ни се падне седумката. Не знам, станува збор за огромна сума на пари. Како сте, пред се да ве прашам? Дали сте добри, дали сте расположени? Денес Елена Стојмановска-Туртевска е председател на комисијата. Елена, добра вечер и за вас. Како сте пред се? Дали е се подготвено, дали е се во ред? Добро вечер до вас. Драго ни е што сте тука. Добро вечер и до нашите почитувани лото и џокер играчи. Она што е наша задача и за што треба да ве известиме дека се е подготвено и може да започне и ова излекување. Така, станува збор за 97 милиони и 600 илјади денари. Така што, ако се падне седумката, некој на вистина многу ќе се усреќи, но се надевам дека ќе имаме и други добивки. Така што мислам дека е идеално време да започнеме со првата игра, но пред тоа да ја погледнеме уплатата за Лото 7. Да, тоа беше джинглот, сега е време да погледнеме уплатата, да видиме кои се сумите за кои што играме. Како што споменав, 49-то коло, вкупна уплата 5.797.110 динари, бројот на комбинации 193.237, фондот на добивки 2.898.555 динари и како што споменав, фондот за седумка 97.573.000 динари. И може да започнеме со играта, да ги погледнеме топчињата за оваа вечер. Може да го извлечеме и првото бројче. Да видиме кој ни е првиот број за оваа вечер. Првиот број е бројот 2. Запишуваме број 2 и веднаш одиме со вториот број за вечерашното издание на Лото. А вториот број ни е бројот 32. Запишуваме 32. Веднаш одиме со третиот број. Третото бројче за вечерва е 23. Запишуваме 23. Го чекаме четвртиот број за 49-тото коло и да видиме дали веќе ќе ни донесе нешто. Четвртиот број е бројот 22. И веќе имаме 97 четворки во вредност од 300 денари. Продолжуваме понатаму со петото бројче. Петиот извлечен број ни е бројот 30. Го запишуваме бројот 30 и веќе имаме 7 петки и над 300 четворки во вредност од 300 денари. Одиме со предпоследното бројче. Да видиме кој ни е предпоследниот број за оваа вечер. Тоа е бројот 9. Ајде да видиме дали ќе направи некаква промена. За жал немаме ниту една шестка, но имаме 51 петка, многу четворки. И последниот извлечен број во првата игра денеска ни е бројот 34. Запишуваме 34. За жал седумката ни ова коло не се падна, но затоа имаме многу шестки во вредност од 162.000, многу петки, многу четворки и да ја видиме и добитната комбинација. Уште еднаш, бројчињата извлечени се 2, 32, 23, 22, 30, 9 и 34. И сега ќе ја видиме и добитната комбинација. 2, 9, 22, 23, 30,
32 и 34. Сега може да го погледнеме и неофицијалниот извештај. Како што кажав, за жал седумката не се падна оваа вечер, но затоа имаме 4 шестки во вредност од 162.267, 142 комбинации со 5 погодоци во вредност од 3.047 денари, 2.454 во вредност од 300 денари и очекуван фонд за добивка со 7 погодоци за следното коло 98.327.000 денари. Сега пред да погледнеме еден прилог или пред да погледнеме една анкета, би сакала да кажам дека подготвивме уште едно изненадување. Веќе не мора да одите на уплатно место за да го проверите вашето лото ливче. Тоа можете да го направите многу лесно со новата мобилна апликација на Државна лотарија за Android уреди. Се што треба да направите е да се најавите на апликацијата Државна лотарија на Македонија, која претходно сте ја симнале од Google Play Store, да го скенирате лото ливчето и да проверите дали сте потенцијален добитник на лото или џокер добивка. Наскоро ваква апликација може да очекуваат и корисниците на iOS уреди и покрај проверка на добивки ќе најдете и многу други корисни информации поврзани со Лото 7. Повеќе за новата апликација можете да прочитате и на социјалните мрежи на Државна лотарија. Одиме сега со прилогот, се гледаме повторно за кратко. Пред средното продажно место на Државна лотарија. Тука сум да ги прашам сите оние случајни минувачи колку веруваат во игрите на среќа и што ќе направат доколку стана добитник на нашата Лото 7. Како ќе потрошите над 1.500.000 евра? Ќе си купам стан. Како би потрошиле над 1.500.000 евра? Многу лесно, ако ги има многу лесно. Да. На шопинг, на одмор, на болji живот. И така. Играте ли лото? Играм. Да, играм. Ајде, нека се падне седумката во ваши раце. Да, благодариме. Хвала и на вас. Како би потрошиле над 1.500.000 евра? На многу работи. Како, например? Па моментално куќа треба да градам. Па фото, шетање. Играте ли лото? Играм понекогаш, да. Кои ви се ваши среќни броеви? Роден дени, некои значајни датуми за семејството. Што сте освоиле до сега од лото играта? Четворки и петки. Идам на патување. Ќе купам стан, ќе го издавам под кирија и нема да работам и ќе живам. Интересно прашање од мојата драга колешка Маријана. Ние тука во студио малку искоментиравме и имавме различни одговори. Навистина не знам што попрво да направиме со толку пари. Некој кажа пат околу светот, ако не се лажам. Дали тоа може би било прво нешто што би го направиле доколку добиете толкова сума на пари? Дефинитивно. Нели да се шета ни светот секогаш е убаво, но сигурно ќе се најде и нешто друго што ќе можете да направите да си ги потрошите сите овие пари, затоа не заборавајте да играте лото секоја среда, секоја сабота во 20 часот гледате токму нова фреквенција на Канал 5 телевизија, но секако треба и да ги играте среќните лозови на лотарија. Одиме сега со џингл за втората вечерашна игра. Втората вечерашна игра е Џокер. Најпрво да ја погледнеме уплатата за вечерашната игра, па потоа ќе ги видиме и бројчињата. Вкупната уплата 630.590 денари, фондот на добивки 335.295 денари и фондот за добивка со 6 погодоци оваа вечер е 3.472.751 денар. Така што мислам дека се е подготвено, топчињата може да паднат. Првото бројче е бројот 2. Да видиме кој е вториот џокер број. Тоа е бројот 5.
Третиот извлечен џокер број за оваа вечер е бројот 8. Четвртиот број е бројот 9. Предпоследниот број е бројот 7. И последниот извлечен џокер број за оваа вечер е бројот 2. И веќе ги имаме среќните броеви, тоа се 2, 5, 8, 9, 7, 2. 258972. Ајде да видиме што ни донесоа овие бројчиња, да го видиме неофицијалниот извештај за 49-тото коло. За жал немаме ниту една шестка, немаме ниту една петка, но затоа имаме со 6 погодоци, односно со 4 комбинации 6 погодоци во вредност од 7322 денари, 46 тројки во вредност од 955 денари, 422 двојки во вредност од 104 денари и над 3000 со еден погодока, тоа ви носи 30 денари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци за следното коло во денари 3.520.000 денари. Честитки за сите оние кои што си добија вечерва нешто, без разлика дали станува збор за првата или за втората игра. Не заборавајте да ги следите сите новитети на социјалните мрежи на Државна лотарија и секако не заборавајте да не гледате секоја среда и секоја сабота точно во 20 часот токму на оваа фреквенција на Канал 5 телевизија. Од мене толку, ви посакувам убава и пријатна вечер. Се гледаме во некое друго издание на Лото.